За време на пандемијата козата Хувер стана познато лице на телеконференциите. Hi, Hoover! Кога дојде во сладката фарма, не им веруваше на луѓето и беше во лоша здравствена состојба. Пред пандемијата на коронавирус, Хувер и другите животни лично ги поздравува посетителите на оваа фарма, што е засолниште за животни во Калифорнија. Пандемијата не натера да размислиме како да продолжиме. Основачите на фармата, Нейт Селпетер и неговата сопруга Ен Свит, не можеа повеќе да организираат туристички посети на фармата, кои им беа речиси 70% од приходот. Дошле на идеја да ги испратат своите амбасадори животни во домовите на луѓето. Виртуелно. Иницијативата е наречена Go to Meeting. За околу $100 животно од сладка фарма ќе присуствува на вашата онлайн конференција. Тоа е сладко бегство за луѓето заглавени дома пред нивните компјутерски екрани. За кратко, уживаат во глетката на отворени полиња со сладки животни. Средствата од состанокот се наменети за рехабилитација на спасените животни во засолништето. Тие доаѓаат од различни ситуации, од пазари за стока, злоупотреби, занемарувања, користени за забранети борби на петли. Спасувањето е дел од мисијата на Сладка фарма. За време на Goat Ту состаноците, Селпетер исто така покажува како да купувате или одгледувате храна локално, како да готвите на начин добар за околината. Неговата фондација помага да се крене свеста за опасностите од глобалната индустрија за месо и влажните пазари. Откако Сладка фарма ја искористи оваа можност, решив дека ќе биде навистина добра работа, да внесеме малку радост на состаноците на нашиот тим, како и да поддржиме нешто добро. Елен Турвил, советничка во владата, ги изненади нејзините колеги со тоа што ги донесе животните од фармата преку интернет. И гледате на видео деца во позадина кои се одушевени. И сите луѓе кои се заробени внатре, главно во урбани делови, кои сакаат интеракција, сакаат да видат животни. Добивме многу позитивни коментари. Среќни сме што носиме насмевки на многу лица. Важно е да бидеме тука, еден за друг и кога сме раздвоени.